Време е за дневник на К1. Јас сум Сања Левкова Ангелова, ова се настаните на денот. Јапонска помош за опремување на територијалната противпожарна единица од Велес. Започна третата училишна размена помеѓу Велес и избратимениот град Шербур. Расте поддршката за заедничка Македонија. Денеска протестни маршови во 31 град во државата. СДСМ и понатаму бара председателот Иванов да го додели мандатот за состав на нова влада. Во соопштението од партијата стои дека околу 700.000 гласачи избрале промена. 67 потписи од пратеници се собрани, а лидерот Зоран Заев ја презентираше и програмата. Председателот Иванов останува на ставот изнесен во обраќањето до граѓаните на Република Македонија на 1 март 2017 година. Пречките за определување мандат за состав на влада се уште не се отстранети, се вели во ставот од кабинетот на председателот на Република Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов останува на ставот изнесен во обраќањето до граѓаните на Република Македонија на 1 март оваа година. Пречките за определување мандат за состав на влада се уште не се отстранети, се вели во ставот од кабинетот на председателот на Република Македонија. По повиците од страна на СДСМ, веднаш да го додели мандатот на Зоран Заев. Иванов во обраќањето на 1 март од лидерот на СДСМ Заев побара јасно и јавно да ја отфрли и осуди тиранската платформа со која според шефот на државата се доведуваат во прашање темелните државни интереси на Република Македонија и нејзините граѓани. Според председателот Иванов, платформата ја доведува Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Земјата е уценета, а нејзината унитарност, сувереност и независност се загрозени. Расте поддршката за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од денеска во знак на протест против тиранската платформа ќе се маршира во 31 општина. Ова денеска го соопштија организаторите, потенцирајќи дека тие бараат јасно и недвосмислено повлекување на обидите за редефинирање на Македонија и отфрлање на платформата. На огромен број граѓани веќе им е јасно дека вистината е на наша страна, рече Игор Дурловски, потенцирајќи дека стотици илјади граѓани кои се секојдневно на улица пратија порака дека сакаат заедничка Македонија, а не двојазична и бинационална земја на патот кон федерализација. Во рамки на денешната посета на општина Велес од страна на амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние, покри разговорите и ставовите околу можностите за проширување на соработката во областа на културата, економијата, заштитата од пожари и други области од интереса за граѓаните. Амбасадорот даде и свое мислење за моменталната состојба во Македонија. Меѓу другото, тој рече: мислете на младите, мислете на вашите предприемачи и да одиме заедно напред. Инаку искрено се надеваме дека состојбата ќе биде деблокирана колку што е можно побрзо, затоа што во оваа земја навистина има голем број на енергија која што би можела да се искористи за други работи, а не залудно да биде потрошена, затоа што навистина сето би можело да се направат многу добри работи, кои што не би оделенели на штета на државата, ниту пак би оделена штета на европската изградба, ниту на штета на стабилноста на Балканот. Имаме ние доверба во Македонија, имаме доверба во демократијата во Македонија, имаме доверба во демократијата на локално ниво. 6 институции од Македонија денеска потпишаа договори за грант со јапонската влада во вкупен износ од 368.626 евра за проекти кои се насочени кон подобрување на животот на граѓаните. 60.442 евра се наменети за набавка на ново противпожарно возило во Велес, пожарникарска опрема и апарати за комуникација. 60.442 евра обезбеди Центарот за развој на Вардарски плански регион
преку грант од Јапонската амбасада во рамки на програмата Грант помош на мали проекти за набавка на ново противпожарно возило, пожарникарска опрема и апарати за комуникација помеѓу пожарникарите на територијалната противпожарна единица Велес. Противпожарната единица, освен на територијата на општина Велес, задолжена е и за интервенции во соседните општини Градско и Чашка. Со оглед на автентичните градби во Велес, како и специфичната архитектура, со стрмни и тесни улички, големите пожарникарски возила често не се во можност да пристигнат до местото на интервенција и соодветно да делуваат. По набавката на противпожарното возило за интервенција во урбани средини ќе се зголеми безбедноста и ќе се обезбеди побрз и поефикасен одговор на елементарни непогоди и несреќи. Покрај овој грант, Јапонската амбасада потпише уште 5 грант договори со македонски институции кои ќе обезбедат вкупно 368.626 евра помош за проекти во Македонија. За прв пат по 10 години, само за оваа фискална година, владата на Јапонија одобри 6 проекти за Македонија, а тие се проект за рехабилитација на основното училиште Вук Караджич во општина Куманово, проект за опремување на општата болница Охрид со амбулантно возило, проект за опремување на Пелагонискиот плански регион со механизација за превенција од поплави на Пелагонискиот регион, проект за опремување на универзитетската клиника за гастроентерохепатологија со медицинска апаратура, проект за рехабилитација на основното училиште Свети Климент Охридски во село Драслаица, општина Струга, и проект за опремување на противпожарната единица во општина Велес со ново противпожарно возило. Центарот на Вардарски плански регион е носител на овој проект и е задолжен за набавка на возилото и снабдување со соодветна опрема на територијалната противпожарна единица во Велес. Владата на Јапонија преку овој проект ќе финансира набавката на ново противпожарно возило за урбана средина, пожарникарска опрема и радиостаници за пожарникарите со цел зголемување на ефикасноста на терен во случај на пожар. Четири винарии се избришани од регистарот на производители на вино поради неисплатена втора рата за откупеното грозје од ланската реколта. Повардарие и уште 3 помали визби загубија лиценцата. Според законот, доколку сакаат повторно да се вратат во бизнисот, ќе мора со парите добиени од продажбата на виното да ги исплатат лозарите. Поради неисплатената втора рата за откупеното грозје од ланската реколта, повардари и уште 3 помали винари ја загубија лиценцата за откуп на грозје. Според законот, доколку сакаат повторно да се вратат во бизнисот, ќе мора со парите добиени од продажбата на виното да ги исплатат лозарите. Визбите ќе мораат да ја платат и казната во буџетот за повторно добивање на лиценцата, која ќе чини 10% од неплатениот долг за втората рата, која беше до 15 февруари, како и да платат камата на лозарите. Според законот, исплатата на грозјето е во рок од 6 месеци на 3 рати од превземањето на откупениот род. Првата рата 20% требаше да се плати до 15 декември, втората од 40% најдоцна до 15 февруари и последниот износ до крајот на април. Советот на општина Велес утре ќе ја одржи 65-та седница на која се поставени 27 точки на дневен ред. На седницата ќе се расправа за буџетот на општината за 2016 година, како и за годишните извештаи на ЈКП Дервен, Совет на млади, библиотеката Гоце Делчев, Народниот музеј, средните и основните општински училишта и музичкото училиште Стефан Гајдов. Советот на општина Велес во вторник ќе ја одржи 65-та седница на која се поставени 27 точки на дневен ред. Завршната сметка на буџетот на општината за 2016 година е првата точка, а потоа следат годишен извештај за работењето на општината за минатата година, како и предлог одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправно изградени објекти во Велес. Четврта точка е предлог одлуката за усвојување на локален акцијски план за родова еднаквост 2017-2020, како и предлог програма за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на територијата на општината за оваа година. На дневен ред се поставени и годишните извештаи на јавното комунално предпријатие Дервен, Совет на млади, библиотеката Гоце Делчев, Народниот музеј, детската градинка Димче Мирчев, средните и основните општински училишта и музичкото училиште Стефан Гајдов,
Како последна точка е информацијата за работата на полициската станица Велес за 2016 година. Во рамки на програмата за училишна размена помеѓу Велес и избратимениот град Шербур од Нормандија, од 12 до 19 март Велес е домаќин на 44 ученици и професори од Франција. На средбата со градоначалникот Славчо Чадиев беа разменети мислења околу можностите за проширување на соработката во областа на културата, економијата, заштитата од пожари и други области од интереса за граѓаните. Во рамки на програмата за училишна размена помеѓу Велес и избратимениот град Шербурн од Нормандија, нареднава недела Велес ќе биде домаќин на 44 ученици и професори од Франција. Меѓународната соработка е еден од приоритетите на општина Велес, особено кога станува збор за младите. Токму и затоа ваквите проекти се од големо значење за општината. Неколку години имаме интензивна соработка помеѓу двата града и со посредништво на француската амбасада, каде што имавме и проект, знаете, проектот се однесуваше на две знаменитости кои што ги красат градовите, да ги размениме тоа саат кулата во Шербурн, а исто така замокот Шербурн е тука представен во Младинскиот парк, но истовремено се разви интензивна соработка помеѓу учениците, односно училиштата од двата града. Задоволен од досегашната соработка и гостопримството, амбасадорот Тимоние вели дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина. Соработка која што се одржува благодарение на поддршката од локалните самоуправи на двете земји, француската амбасада ќе продолжи да ги поддржува сите овие активности и ќе се обиде истите и да ги продлабочи. Затоа што нели така се гради утрешна Европа, каде што Македонија си го заслужува целосно своето место, каде што се споделуваат истите вредности. Но она што е највредно е силата која што ја поседуваат овие млади луѓе. Навистина сме воодушевени од гостопримството кое што го покажува градот и навистина ќе се обидеме да возвратиме на начин како што заслужува Велес кон тоа пријателство. Нарекувајќи ги учениците млади амбасадори на своите земји, градоначалникот Чадиев напомена и за проширување на соработката и со Република Полска, што ќе овозможи проширување на училишната размена на територијата на Европа. Направиме една трилатерална соработка, да ги вклучиме и учениците од Новагард, избратимениот град од Полска, кои што исто така доаѓаат тука, ги разменуваат своите мислења околу образовниот процес што се одвива нели помеѓу двете училишта, односно двете општини, затоа го направиме трилатерално да на децата, односно на младината од трите краја на Европа им овозможиме адекватно, односно да се запознаат повеќе меѓу себе, да ги спојат различностите што ги имаат и тоа да се спои во единство. На средбата со градоначалникот Чадиев беа разменети мислења околу можностите за проширување на соработката во областа на културата, економијата, заштитата од пожари и други области од интерес на граѓаните. При престојот во Велес, учениците и професорите од Шербурн ќе ги посетат културните знаменитости на општина Велес, Скопје и Охрид и ќе имаат заедничка училишна програма за размена на знаење и идеи. Во проектот се вклучени сите 4 основни училишта во Велес и гимназијата од Шербур. Викендов во Неготино беше организирана трибина на тема зумбата и нејзиното значење како спортска дисциплина за ментална и физичка подготвеност на организмот за постигнување на одлични резултати со совети од нутриционистката Емилија Спасовска-Мојсовска. Зумбата е еден од поуспешните брендови во фитнес вежбањето. Зумбата не е танц, не е ниту верзија од класичен аеробик. Туку е програма за вежбање во која се опфатени аеробични вежби, каде што се вклучени елементи на танцување, односно комбинирани основни чекори од танците кои се применуваат на латино и интернационална музика со цел да се направи вежбањето забавно. Во рамки на оваа популарна програма за здрав начин на живење, викендот во Неготино беше одржана трибина со цел граѓаните да бидат запознаени со бенефитите од користењето зумба. Целта на денешнава трибина која ја реализираме по прв пат во општина Неготино е тоа како младите повеќе да се запознати, нормално и повозрастните повеќе да ја запознаат зумбата како спортска дисциплина, што значи тоа за нивниот организам. Меѓутоа паралелно со оваа трибина уклучивме и совети
посети од нутриционист за подобар и здрав живот и секако за здравјето на целата популација која живее во овој регион на Македонија. Музиката е клучна состојка на зумба часовите. Кореографијата, креирана со специфични тактови и смени на темпото, транзиции на вежбањето од едно во друго движење, вклучувајќи тонирање, зацврстување или кардио движење, целат кон секоја мускулна група во телото. За трибината да биде уште побогата и поуспешна, беше вклучена нутриционистката Емилија Спасовска-Мојсовска, која зборуваше за придобивките од здравата исхрана, вклучувајќи го и редовното вежбање, која рече дека, макар и 10 минути одвоени во текот на денот, можат да чинат чуда за целокупното здравје на човекот, но се додека се внимава на исхраната. Избегнување лошите животни навики, како и конзумирањето на брзата храна или популарно кажано фастфуд храна, конзумирање на пијалоци кои што се газирани, пушењето и кафето и процесирана храна која секако негативно делува на нашето здравје, ова се едни од препораките кои што треба да ги избегнеме. Некои од здравствените придобивки од редовното вежбање зумба се намалување на ризикот од срцеви заболувања и дијабетес, зајакнување на коски и мускули, како и подобрување на психичкото здравје и расположението. Се покажало дека зумбата на посебен начин позитивно влијае врз вежбачите. Бенефитите од зумбата се добивање на чувство на среќа и задоволство за време на вежбањето, подобрување на координацијата на телото до крајни граници, трошење на голем број на калории во рамки од 500 до 1000 калории на час, опфаќање на сите групи на мускули во телото и друго. Република Турција дава силна поддршка на Република Македонија од денот на прогласувањето на независноста, а Република Турција во сите меѓународни комуникации го користи уставното име на Република Македонија и е единствена држава што става забелешка во сите документи на НАТО дека ја признава Македонија под уставното име. Ова го истекна министерот за одбрана Зоран Јолевски. Вести од Македонија. Од денот на прогласување на независноста па сето денеска Република Турција дава силна поддршка на Република Македонија. Ова денеска го истакна министерот за одбрана Зоран Јолевски. Тој додаде дека пријателска Турција во сите меѓународни комуникации го користи уставното име на Република Македонија и единствената држава што става забелешка на сите документи на НАТО дека нашата држава ја признава под уставното име. На настанот кој во Битола се одржа посветен на турскиот реформатор Кемал Ататурк и промоцијата на двотомното издание Турско-македонските односи низ историјата, Јолевски потенцира дека приоритет на надворешната политика на Република Македонија е членство во НАТО и Европската Унија. И во таа смисла, Република Турција дава безрезервна поддршка на нашите аспирации да бидеме членки на Алијансата. На овој начин, Западен Балкан ќе биде побезбеден и посилен, нагласи министерот Јолевски. Државниот завод за статистика објави дека во јануари годинава земјава ја посетиле 25.031 странски турист, кои оствариле 46.137 ноќевања. Од нив најбројни биле гостите од Грција, Бугарија, Албанија, Турција и Србија. Бројот на странски туристи во јануари годинава во однос на јануари лани е зголемен за 15,5%, а бројот на ноќевања 15,2%. Вкупниот број туристи во јануари годинава изнесува 43.220 и бележи зголемување во однос на јануари лани за 13,3%, а бројот на ноќевањата изнесува 87.894 и има зголемување за 11,7%. Според податоците на статистика, бројот на домашните туристи во јануари 2017 во однос на јануари минатата година е зголемен за 10,3%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јануари 2017 во однос на јануари 2016 е зголемен за 8,1%. Најдоцна до 15 март 2017 година граѓаните имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава
доколку во изминатата 2016-та, освен плата или пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, оствариле и дополнителни приходи од кирии, авторски права, индустријска собственост, исплатени дивиденди, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, поединечна добивка од општи игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници, интернет, лични примања од странство за активности поврзани со работењето во земјава и други дополнителни приходи надвор од редовната плата или пензија. Работодавачот има обврска на вработениот да му издаде збирна пресметка, во која ќе бидат искажани вкупните износи на исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2016-та. Годишната даночна пријава е бесплатна и може да се превземе од веб страницата на Управата за јавни приходи. По пополнувањето на податоците, пријавата се печати во 2 примерока. Најмалку 8 лица загинаа во експлозија на автомобил бомба во близина на хотелот Велија во главниот град на Сомалија, Могадишу. Засега никој не ја презеде одговорноста за нападот, но западните медиуми наведуваат дека радикалната група Ал-Шебаб често изведува вакви напади во Сомалија. Во продолжение, останатите вести од светот. На традиционалните протести против корупција во Романија синоќа учествуваа неколку илјади лица, јави ДПА. Во Букурешт се собрале околу 2000 лица, а во 6 други градови биле организирани помали протести. Протестите што започнаа во јануари беа предизвикани од владиниот указ за декриминализација на одредени корупцијски дела, но по одредено време указот беше повлечен од страна на романската влада. Сепак протестите продолжија, бидејќи, како што наведоа демонстрантите, постои опасност од плановите на владеачката партија за наоѓање на излез во законот за корумпирани политичари. Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ предупреди дека насилството врз децата во Сирија во текот на минатата година достигна рекордно ниво, пренесува ДПА. Во 2016 година 652 малолетници биле убиени во оваа земја, што е највисока бројка во последните 3 години, откако организацијата ја проверува оваа статистика, соопшти УНИЦЕФ. Над 850 деца учествувале во борбени дејствија, што е 2 пати повеќе отколку во претходната 2015-та. 6 милиони сириски деца зависат од хуманитарна помош по 6 години граѓанска војна, а неколку милиони се внатрешно раселени, а 2,3 милиони се водат како бегалци во странство. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди. И утре ќе има услови за слаб локален дожд, а на повисоките места и планините слаб снег. Графичкиот приказ во продолжение. Дневникот го завршуваме со информацијата дека утре со почеток од 19 часот се организира хуманитарен ракометен надпревар помеѓу поранешните играчи на ГРК Борец и сегашниот тим на ГРК Борец. Средствата собрани од настанот ќе бидат наменети за Горан Темелковски, кој е поранешен ракометар, а моментално е на оперативен зафат во Република Турција, за кој се потребни финансиски средства. Влезот е символичен и чини 50 денари. Да бидеме хумани и да му помогнеме на нашиот сограѓанин. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!